Од 1984 година повеќе жени отколку мажи гласале на претседателските избори во САД. И во најголем дел повеќето од нив гласаат за демократи отколку за републиканци. Ненадејното влегување на подпредседателката Камала Харис во трката по повлекувањето на претседателот Џо Бајден во јули се чини дека ги поттикнала овие гласачи. Видовме прилично значајна промена во многу различни демографски податоци, но тоа се случи особено кај жените, кои сега имаат многу поголема веројатност да гласаат за демократ отколку кога беше Бајден. Ова изборна година приближно 1 од 5 жени вели дека правото на абортус е нивно клучно прашање. Во 2022 година судиите на Врховниот суд, номинирани од тогашниот претседател Доналд Трамп, помогнаа да се елиминира уставното право на абортус. Трамп сака секоја сојузна држава да одлучува за законите за абортус. Харис сака федералното законодавство да ја заштити репродуктивната слобода на национално ниво. Таа се обидува да создаде свет каде што сите луѓе имаат своји права на собствени одлуки за нивните тела, права на жените. Ми се допаѓа пораката дека таа е за луѓето, за средната класа. Јас сум средна класа и за законите за правата на жените. Помеѓу женските гласачи, најновите анкети покажуваат дека Харис води пред Трамп со некаде од 9 до 13 поени. Таа доби многу помлади жени кои се независни, непартиски гласачи на возраст под 50 години, многу од нив под 40 години, кои навистина се возбудија за незината кандидатура. Црните жени сега имаат поголема веројатност да гласаат за Харис. Латиноамериканките. Промената доаѓа меѓу овие специфични расни демографски групи, каде таа има поголема поддршка. Мажите го преферираат Трамп со некаде меѓу 5 и 9 поени, зависно од анкетите. Прво, таа да биде кандидатка, некако навистина ова е ужасно за мене, затоа што пред се таа не е подготвена да биде претседател. Одеднаш, Камала Харис е номинирана од Демократската партија, која никогаш не би била номинирана како прв избор. Таа се појави од никаде. Родов јас постои меѓу помладите гласачи од генерацијата Z, каде што мнозинството мажи помлади од 27 години го поддржуваат Трамп, според анкетарот Дейвид Мекленан. Има зголемување во однос на восхитувањето на некои млади мажи од генерацијата Z кон ароганција. Покажуваат мажественост. Мекленан вели дека младите мажи се политички информирани од извори на интернет, каде што често гледаат и слушаат непријатни мислења за женските лидери. Тие веруваат дека жените не можат да донесат тешки одлуки ако САД се во војна или се соочат со меѓународна криза. Тие не веруваат дека жените имаат способност да носат тешки одлуки. Белите жени беа вклучени за победата на Трамп во 2016 година. Тој исто така го освои мнозинството од белите жени во 2020. Во оваа трка, најновите анкети покажуваат дека Харис и Трамп статистички се изедначени меѓу белите жени.